Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве не и овој петок со нашата и ваша емисија за земјоделците, која е, како што знаете, секој петок во 21 часот, а репризата на емисијата е во недела во 12 часот. Ние по години редовен хронолошки ред, наред е секако на почетокот да кажеме што ќе се одржи емисијата и не случајно секогаш одиме прво со освртот за времето како најзначаен фактор во обстојбата во аграр. Како тоа се одрази врз одгледуваните култури, тоа е исто така значајно. И нормално имаме состојбите на теренот, какви се, после овој циркусот, локални избори, навистина се гледа земјоделието дека е во една разочарувачка форма, за која нешто ќе кажеме токму за таа состојба во овој наш аграр. Ќе кажеме нешто за тој оптимален рок кој го имаме сега, со добри врнежи од дожд и добри сончеви денови, да се заврши сеидбата, есенската сеидба на житата во Битолско и во Свети Николско, за да нема давање на девизи за увоз на жито, што кај нас стана практика. Пред се, поради неповолните временски услови, доскоро не можеше никакво орење да се направи, бидејќи тоа се тешки типови почви, и сега, овој дожд кој го имавме минатата недела и овие пријатни денови ќе обусловаат сеидбата да се заврши успешно. Ние во оваа емисија имаме и за ова состојба. Дали и кога е правиот оптимален рок за подигање на овошни насади. Тоа е значајна работа. Некои мислат дека есента е подобро, некои дека е пролетта подобра, но денес ќе го дефинираме тоа со аргументи. Ќе видиме состојбата и кај оние есенските втори култури и со она што веќе се случува во Струмичко со почетокот на новото, најрано производство, каде што имаме топла вода. И пиперката е веќе поникната и бележи врз основа на тие топли денови и сончеви денови добар развој. И во емисијата имаме и уште многу нешта кои ќе го задржат вашето внимание. Во тоа сме убедени, а ние пред нивно презентирање предлагам да одеме со джингл и да почнеме со освртот за времето. По джинглот одиме со емисијата. Рековме, денес сме со точно 14-тиот ден од ноември месец 2025 година, сме со 317-тиот ден од годината, исло ден се пократок кој е само 10 часа и 6 минути. За разлика, компарирајќи го со оној најдолг ден во текот на летото, 15 часовен, а сега имаме скоро повеќе од 5 часа пократок ден. И тоа е нормално, со години тоа го следиме и тоа е еден нормален процес кој се одвива во овој период. Онејавата рековме дека почнуваме со времето. Времето, ако го обсервираме како
во 25-та година не служеше, можеме да кажеме дека имаме на вистина големи штети точно од времето како фактор, јас би рекол и значаен фактор за таа обстојба во аграрот. Збориме фактор за тоа што ние сме свесни дека се наоѓаме на едно специфично место и на Балканот, и тука имаме навистина една видоизмената клима која од година на година има се поизразени микроклиматски разлики. И тоа тектонско пореметување предизвикува како дедуваните култури доста големи штети. Годината што е зад нас, мора да кажеме дека времето однесе многу направи големи штети со тоа што зима буквално немавме и кога порани вегетацијата за едно 20 на дена, тука се случи да ни дојдат температури минусни околу 1, 2, 3 и така натаму, а вегетацијата беше тргната во фаза на цветење, во фаза на плодообразување и така натаму. И тука се случи онаа трагедија да тие минусни температури, иако мали, иако сите овошни видови и лозарски температура можат, кога се во фаза на мирување, можат да издржат температури до минус 15, но тука, чим е вегетацијата во покрет, температурите, секоја температура под нулата е кобна за листот, за цветот, за сите физиолошки функции во растението. Затоа што водата која е во клеточниот сок, кога падне температурата под нула, таа ја менува агрегатната состојба од течна во цврста, и тука доаѓа до кинење на спроводниот систем, уништување на се што е зелено и што е тргнато во пупката. И тука се случи токму тој процес да ние ова година буквално кајсиите беа погодени, бидејќи беа во една фаза на прецветување и плодообразување, праската исто така, бадемот, потоа јаболкото, калинката, јапонското јаболко, сите тие претрпеа големи штети, посебно на оние пониски места, каде што имаше задржување на таа ниска температура. И тука се случи она хаварија да имаме голем губиток на приносот од оние култури кои ги спомнав. А тоа е завод на времето, тоа е факторот време кој го направи овој чин на мрзнење. Тоа навистина е природна појава која никој не ја посакува, но мора да бидеме свесни дека од година на година тие тектонски пореметувања и таквите климатски, микроклиматски разлики се поприсутни. И затоа треба едно поголемо стратешко внимание на тоа што производителот треба да одгледува да не го снајде она најлошото, тоа е мрзнењето на оние сензибилни видови на култури кои ги имаме кај нас и кои една кајсија беше атрактивна за словенците, каде што големи количини од кајсијата одеше на извоз. Праската исто така, бадемот исто така, но таквото време кое не служи, не предупредува да бидеме внимателни при подигање на насади, за кое нешто ќе кажеме и покасно, за било која култура. И трагедијата да биде уште поголема, после тој чин на мрзнење и ништење на родот,
Во мај месец веќе ние имавме тотално друга клима, како да е тоа дојдено од друг континент, со температури над 40-45 степени Целзиусови. И скоро 100 дена ние немавме врнежи од дожд. Значи сушата беше голема и таа предизвика дополнителни губитоци на приносот и квалитетот кај повеќе одгледувани култури, како во лозарството, овощарството, градинарството и индустријските култури. Тоа е навистина земјоделието, процес на производство на отворено и зависно од тие надворешни услови. А од друга страна, јас тоа ќе го надополнам, обезвреднето, неценето тоа што земјоделскиот производител мака-мачи да направи нешто, да се бори со времето и кога успее да произведе било каков производ, трговската сфера со политикантите, тоа е беда на нашето време, посебно инкорпорацијата на политиката длабоко во стопанството, тоа е трагедија на нашето време и во кое се наоѓа Република Македонија. Пихтијаст аграр кој е нечесно и најбедно приватизирано по неколку поединци кои треба да еден ден им се побара одговорност за тоа што го уништи аграрот и тој се наоѓа во една таква распадната форма каде што поединци ги зимаат бенефитите на име помош која дава државата и од тука тие екзистираат и заграбуваат со криминални действија и нечесно работење. А индивидуалните земјоделски производители страдаат, ќе произведат нешто, ќе дојде трговската сфера, ќе ги анулира. Тоа е најсвеж пример кој го имам во текот на вчерашниот ден, во Струмица, доматите, кои гласеа вторите култури како една од најатрактивните култури. Во маркетите е 100 денари, откупен пункт во или на Кванташки пазар, откуп од 15 денари. Тоа го иритира едноставно земјоделскиот производител кој големите разлики кои ги има по однос на ова што тој произвел од семка до готов производ, доаѓа трговецот него да му го верифицира со 15 денари, а колку агромерки, колку маки, колку тешкоти има до доаѓање на производот, тоа јас најдобро го знам како стручњак, доаѓа трговецот 15 денари или 20. Тој за него зима 20 или 30, втора рака уште еден трговец од 20 до 30 и одете во маркетот, тој истиот производител оде во маркетот да ги види неговите домати, коштат 80 или 100 денари. Значи тој е трократно упропастен, злоупотребен со тоа што тој треба да го добие како мотив да го производството зголемува, да го квалитетот зголемува, стандардот зголемува и така натаму. И тука од осамостојувањето, да не бидам погрешно сватен дека е тоа на некоја адреса, него од осамостојувањето до денес, целата таа политика која се води, тоа е зло кое го ништи аграрот во основа. Пак ќе се повикам на она Киро Григоров во Штип, кога се врати од Белград, имаше едно предавање кое навистина беше многу индикативно, многу квалитетно и многу вистинско духовно, македонско. Тој рече се вратив да помогнам на државата Република Македонија, која ја оформи без куршум да се пукне. Се вратив и констатирав дека за Република Македонија е аграрот се што имаме. Ако му придадеме значење, ние
ќе имаме подобар стандард од Луксембург. А во тоа време Луксембург важеше за една земја со најголем стандард по глава по жител. Тој таква компарација направи. И кога тој дојде, и кога првата влада се створи со Клюсев и останатите, постоеше еден ентузијазам како да се организираат комбинатите, не да се распарчат и да се створат во пихтија, народот да го истерат, да избега заостранство, тоа го направи Бранко Црвенковски, лично и одговорно со неколку други, за кое нешто мислам дека мора да дојде ден да тој сноси одговорност за таквото зло на државата. Затоа што сите комбинати со по 2-3 вработени ствараа голем капитал. Јас тогаш бев млад агроном, како фитопатолог, колку сертификати давав за извоз на производство, колку во производство имавме големо. Тоа беше чудо. Тоа можеше да си остане исто, да се смене структурата, да се приватизира, секој производител, секој собственик да си го најде интересот таму во оваа организација. Наместо тоа го истераа народот, комбинатите ги дадоа на поединци буквално. Тоа е трагедија на нашето време и тука се случи тоа што се случи. Имаме еден неорганизиран, омаловажен аграр во кој од година на година имаме се помало производство и се поголем број корупции. Еве сега новата корупција што се отвори во текот на делата која помина. Можете да замислите. Тоа со еден убав чекор кон коруптивните действија се откри. И трагедијата да биде поголема, се јавува предходниот министер. Бара оставка од сегашниот министер, кој буквално тие имаат откриено малверзацијата што има направен директорот на агенцијата за ИПАРТ. И на телевизија јавноста го гледа и го слуша, тој се прави спасител, а во претходното негово министерско лопужарење тој има направено големи зла. И што доживеавме? Новиот министер точно со документација и со се на допрен глас ја зомоли и публиката, и телевизијата, и судиите што го слушаат тоа. Потхитно да се преземаат мерки, бидејќи за 4-5 дела кои се обележани, кои се вистински криминални, одма да се преземаат акции на тој претходен министер кој открива паланка со земјоделието, ама нема ништо заедничко, изиграва джек, за да тој биде спасител, демек, на ситуацијата која е настаната. Таму си има истрезни органи кои се оградил према законот. Тој ќе одговара. Што министерот, сега на министерот треба да му се покрена за тие 5 дела, што верувам дека сегашниот министер не го измислува тоа, бидејќи покажуваше аргументи. Сега судските органи, обвинителството и судот знаеме кои ни се, бидејќи тие заштитеници на криминалот, сега треба да превземаат мерки да го викнат за тие 5 дела и да тој сноси одговорност. Јас не гледам причината за нечестната приватизација, каде што е уништен голем капитал, државен капитал, површини, лозија и така натаму, дадени на поединци кои се далеку од вистината и само заради субвенциите постојат и фигурираат таму. Тоа мора да се седне и мора еден ден да има одговорност за тој поединец или таа екипа која обуслови да дојде до такви нечестни действија, такво гонење на народот, избегавостранство. И сега новата власт, гледам,
запнала со некои индустријски зони, демек вложување на стран капитал и вработување. Па ние немаме работна рака за нас. И тие од Запад што ги лажат, што доаѓаат за своји интереси. И мора да кажем, тие мислат дека имаме ефтина работна рака и затоа доаѓаат, остварат погони тука и вложуваат демек капитал. Тие доаѓаат за лични интереси. Тоа, оние младичи на име влада, кои се во тоа, имаат некои своји лични интереси, ала Виктор Мизо. Мизо е последните 20 години се во таквата работа, сега 2-3 фирми ја напуштаат државата. Други ќе дошле. Значи, тоа е на еден начин чиста беда, бидејќи осврнувањето на новите власти и новите избрани луѓе треба да биде како, на кој начин да се организира аграрот, да се рехабилитираат сите тие комбинати со површините, да паднат во рацете на вредните и способни земјоделски фамилии, да почне ренесанса на аграрот како земја која ќе произведува храна за Република Македонија и за извоз. Тоа го зборам од причина затоа што имам информации дека нашето производство е веќе 10 кувано, буквално на дното сме, и дека до нова година владата пак 1 или 2 милиарди ќе треба да оддели за увоз на храна. Дека има најава за увоз на пшеница. Тоа се коруптивни тендерски действија, каде што, како што, искрено да кажам, народот е целосно револтиран, којто дозволил со народни пари 15 милиони евра да се лоцира кај Кондарко и тој делија дава на телевизиите кој ќе рекламирал 3 минути, ќе добие 5 пари. За телевизиите, за секој глас добиен, се добиват пари. Чии пари? Од народот пари. Тоа сигурно на следните генерации ќе им биде јасно дека кој е тој што од државниот грб, од државните пари, од нашиот грб народен, зима, ствара 15 милиони евра и ги разделува да права да се слика некој постер 2 на 2, 3 на 3, 5.000 евра, да видиме дали е убав, дали да гласаме за него од пари од народот. Нелогична работа и таа работа многу близко е денот кога треба да биде прекратена со таквите нешта. Комисии, надзорници, 200 надзорници од страна, како си го ставил ливчето за гласање. Тоа се формалистички работи кои го тоштат народот, кои го ништат народот и го ништат буџетот. А од друга страна владата на многу перфиден начин, ново задолжување и ние сме веќе преку 12 милиарди задолжени. Од кој? Од политикантите, што сакал да биде советник, сакал да биде градоначалник или било што, и да има слика од 2 метра, која народот треба да ја плате, и се задолжуваат младите генерации. И младите ја напуштаат државата. Тоа е една логика присутна, каде што сегашните генерации кои се на власт, тие не размислуваат дека тие 15, дека баш пред известно време имаше една анкета, не анкета, него еден извештај, дека детето во Република Македонија, кога ќе се роди, тоа веќе со 6.000 евра задолжено. Колку е тоа точно? Јас не знам, но тоа го слушнав лично од медиумите и ако е тоа така, кој од мајка роден, ставен некаков политичар и да ги троши
парите наменети за одводна мрежа во земјоделието, за инфраструктура во земјоделието, патишта, асфалт до нива или други, современа механизација во земјоделието, сите канализација, водоводна мрежа за вода кога е секогаш потребно да има. Тие факти ги нема. И сите беа лоцирани, ќе прават градинки, ќе прават капни гаражи, ќе прават игралишта, што ли уште не. И јас, бидејќи сум од земјоделската струка, тие беа локални избори, повеќе од земјоделците, ниту еден од земјоделците не стана да каже, чекајте луѓе, моите ниви се затрупани. Ако дојде било каков облак или врнежи од дожд пообилен, година дена ќе не можам да влезам во нивите. А тоа е задача на државата, тие државни организации кои водостопанства кои ги имаме, кои треба да организираат доводната и одводната мрежа на граѓанинот. Они за тоа зимаат личен доход секој месец. И сето тоа е испомешано, каде што крајниот дежурен кривец е точно земјоделскиот производител со неговата фамилија. И тоа е една трагедија на нашето време. Но ние, јас многу пати сум рекол дека не сакам да биде тоа погрешно сватено. Тоа не е политиканство што го зборам. Тоа е фактичка состојба која ја гледам како обичен граѓанин, како се упропастуваат народните пари, како се корумпира и како нечестно се оди кон тие избори таму советнички од 18 години или доктор кој скапал мантил, скапал пет кошули да дојде до докторската титула и тој сака да биде советник. Нелогично, трагично, наместо да каже како лекар ќе дадам свој допринос на државата. Или 18 годишна девојка избрана за советник. Те молам, кој ќе советува таа? Кога зборот советник и претходната недела реков, значи човек со искуство, човек со знаење, човек со бела коса, кој има креативност, има сенс во себе, и тој треба да биде советник. Да советува, сугерира најдобрите решенија за развој на општината, за развој на државата. Истото нешто. Мицкоски има 18 советника. Министрот за земјоделие имам 18 советника и тоа младичи од по 20, 25, 22 години. Што ќе советуват? Тоа се пропусти кои јас ги лично гледам и ги дискутирам и не ги дискутирам произволно, него вистински, фактички, бидејќи го гледам тоа, помешани се, точно тој систем на вредности не постои и тоа е се помешано, кој може да биде државен службеник и советник. Со квантум на знаење, со стратегија за развој, со сите нишани. А не, во Република Македонија ние имаме најголем број институции и тоа е се подполнето, формално, со тие лепочи на плакати, со тие партиски војници и така натаму, и кога доаѓаат европските пајташи, јас ги рекам, ги зборам, за тоа што 30 години ја лажат државата и доаѓаат тука на ваканции, тие, кога гледат, вие сте, вика, најдобро опремено општество. Имате ги сите ресори, со сите луѓе, значи физичкото присутство, а квалитетот, а услугата, а функцијата на институцијата. Нема ништо заедничко. Јас одма ќе се симнам доле.
една анкета, нека се направи случајна, кај земјоделскиот производител, на нива кога е. Дали некој од 30 служби за земјоделие имаме, со по 10 агрономи, советници и така натаму. Дали и колку земјоделци се посетени од тие службени лица кои взимат личен доход од грбот од буџетот, од грбот на производителот, дали некогаш го посетиле да му подмогнат стручно, да му кажат тогаш треба да прскаш, тога треба ѓубре да фрлиш, тогаш треба тоа да го направиш, тоа во Грција го има. Има агрономи реонски кој е задолжен за реонот. Сабајле работникот земјоделецот пред да оди на нива, тој минува низ канцеларијата и добива инструкции. Какво беше времето? Дали треба да прска праските, црешите и така натаму. Тоа го доживеав јас во Верија, кога го гледа функционирањето. Тоа е реонско функционирање, реонските агрономи одговараат и одат низ теренот, ги задолжуваат производителите чине во нива, кај црешите, кај праските, кај било што, чим примети било каков инсект, било каков проблем, да го пријави и тука функционира во интерес на квалитетно производство. И, што е најважно, на крајот од вегетацијата, тој гледа колку производство ќе имаш од цреши, тој обезбедува гајби, му дава налог на производителот на тој ден да одеш од магазинот да земеш толку и толку гајби европски, стандардни и така натаму, и производството, при бербата, што, како, што. Се во детали му објаснува и таквото производство оде на европскиот пазар. Тоа лично го имам видено, лично го имам доживеено во Верија, во Науса и во Моноспита, каде што гледам дека земјоделецот е броен и почитуван. Чим заврши со бербите, се оди на магазинот, се мери, му се дава белешката. Белешката после 3 дена се обсервира, се обработува и тој е викнат да си ги подигне парите. Тој вели парите не ми треба, нека бидат во фондот за нови инвестиции. Сето тоа е восхит што го имам лично видено и доживеано. Кога се симнам во Македонија, една земјоделска фамилија, како врзува крај со крај, тоа е трагедија на нашето време. А политикантите сега, тие да го изберат за советник или ова, по селата направија ршум. Секој глас кој, дојди да гласаш за мене, дојди. И ќе гласат за него, машната, не да го посетува, не го праша земјоделецот како ти е. Сите тие се фактички состојби од теренот. Што јас ги имам согледано, доживеано и така натаму. Не измислувам топла вода. Голем дел од гледачите кои ја гледат оваа емисија, ќе знаат дека голем дел фамилии го доживева тој стрес по однос на тоа. И тоа не го измислувам јас, што вчера на Кванташки пазар 15-20 денари македонска најквалитетна домата. Можете да измислите. И тој човек вика од Семка до тука сум се измачил цело лето, а летото беше без вода, со големи температури, со големи ексцеси, едва и произведе и вика 20 денари. Јас повеќе не произведувам. Тоа е неговиот заклучок.
И јас го гледам од страна, викам, чекај, тоа е времено, ма не е времено. Јас во бивша Југославија, кога постоеше конзилиумот, се знаеше доматата ќе е толку и до крајот ќе биде толку, или се плакеше. Сега, вика, трговецот, вика, ќе те преваре и те девалвира со цената заедно со политикантот и не те едноставно става, не те става во есапот. Тоа се вистински факти, што ги јас сега зборам во ова наша емисија и која мора да се коригира. А корекцијата е сите службени установи кои се врзани со аграрот, со Министерството за земјоделие, не 200 души, 300 души ги имало, взимале плата и не оделе на работа. Можете да замислите. А взимат од буџетот, од грбот на земјоделецот. Каде е логиката? Значи, ревизија, бидејќи со таквите ревизии, кај да се пипне сегашната власт, јас им честитам за тие досегашни откритија и на Министерството за внатрешни работи и така натаму, но нека се продолжи интензивно откривање на сите тие зла, бидејќи во аграрот тоа е капка во морето тоа што се откри со ИПАРТот. Пред месец дена министерот излезе преку 2000 хектари површина првокласна, квалитетна, и ја користаат поединци политиканти кои уживаат, добиваат приноси, воопшто немаат обврска према државата, дека тоа е земјиште за кое треба да се плате кирија и тоа и онова. И тука има многу узурпации. Тоа ги слушаме насадите од Штип до Радови со бадеми, од поединци. Земени се субвенции големи, неповратни средства од државата кои ги дава за тоа, и тие си прават приватен бизнис, приватни фирми да берат бадеми, ореви и така натаму, а при тоа државата да биде анулирана. Сите тие работи кои ги јас зборам и ги слушам, бидејќи не ги измислувам, тие секојдневно кружаат меѓу народот. Тоа се след коруптивни действија и зла во тој наш аграр кој се наоѓа на просејачки стап. И таквото нешто мора еден ден да се пресече и ревизија комплетна и на плодното земјиште, регионализација на сите типови почва, кој регион што може да даде, и да се почне со аграрот како база, како стожер за нашиот аграр. Околу него нека се вртат министерствата, бидејќи таму треба да се створи нов физички обем на производство. Ново производство, кое ќе го ние добиеме, ќе биде со стандард, ќе биде со квалитети, кој ги дал Господ овие услови кои ги имаме и со сончеви денови, и со тип на почва и со се. Верувајте, ние нема да има потреба да се натегаме сега, гледаме сите млади деца кои влезе во политиката, Европа, Европа. Да, обрни се кон собственото население, нека изведе, нека произведе органско, квалитетно, високо приносно, квалитетно производство, еколошко. Европската заедница ќе каже Република Македонија, како добар производител на храна, која ги ране тие и тие земји, заслужува да влезе во Европа, а не спрепка со бугарите, дали Гоце Делчев нас или не, политики, истории, со грците исто така глупости. Не се осврнуваме кон себе да бидеме тоа што треба да бидеме на нашето парче земја. Наместо тоа, незрели политичари го продадоа, дословно го продадоа името, и ред други недораснати работи се направија, а играат улога на некои си политичари. Ве молам,
еден Маричич, еден Ковачевски, еден Заев, еден Груби, сето тоа ја донесе точно државичката до тој просечки став. А земјоделието е на дното, каде што има на вистина големи корупции кои тек ќе се разоткријат. Но ние за тоа нема да повеќе дискутираме, тоа е сепак работа на одредени органи, кој се огречил према законот, тој треба да одговара. Ние во најавата рековме дека имаме еден чин на своје видување околу есенската сеидба, овај подигањето на овошни насади. И прашањето е, таа дилема повеќе години трае, дали подигањето на овошни насади е подобро есенскиот период или во пролетниот. Ако е према постоеќите временски услови, тогаш без размислување, со добра анализа, констатирам дека есенското подигање на овошни насади е секогаш подобро, поквалитетно и валидно по однос на прифаќањето и формирањето на насадот. Тоа го збориме бидејќи тука знаат пролетта времињата да бидат со високи дневни температури, младото калемче ако го ставаш ќе има подгорување и нема потерување. А есента, ако се изврши сеидба на винова лоза и овошни дрвца, во текот на зимата тоа се адаптира кореновиот систем и растението и на пролета тоа тргнува. И тука имаме многу поголем резултат. А најважното, бидејќи сум сведок на тоа, ние имавме увоз на калеми од Велика Дренова, од Грција, од Бугарија и така натаму, и од таму се нанесени многу болести по виновата лоза и овошните дрвца. Тие доаѓаат со садниот материјал. Ние агрокалем од Неготино, од Тимјаник, веќе има собствено производство на собствени садници, како од винова лоза од сите сорти, така и овошните видови, одгледувани под наши услови, со стандард, со контрола, со фитоцертификат и така натаму, кои одговараат за нашиот район. И затоа нашата препорака е набавката на материјалите да биде во тој есенски период и садењето во тој есенски период и садниот материјал цертифициран, проверен од агрокалем ќе ви биде една гаранција дека нема да имате болест по виновата лоза, бидејќи јас во Кавадарци имав емисија и гледам еската, фомопсисот, антракнозата по виновата лоза е се поприсутна благодарење на калемите увезени од Велика Дренова пред 15 или 20 години. Затоа нашата препорака е да од нашето поднебие се зимаат калемите кои се тука и кои ги има и кои се поволни и со цени и гарантираат квалитет и успех. Затоа што ние мора да сватиме дека таа рехабилитација на лозарството, каде што имаме стари лозови насади кои мора се копачат по 30 години, да се обноват. Имаме овошни насади од праска, од кајсија, од цреша, од јаболко и така натаму, тоа треба да се обновува. А обновата нека биде со калемите произведени во истиот регион, бидејќи тој калем произведен во овие услови ќе го даде најдобриот резултат, бидејќи е адаптиран на таквите услови кои ги има и под кои е одгледуван уште како младо калемче. Тие се наши препораки, без никакви други предрасуди, него со вистинско нешто, анализа на почвата, обавезно да се направи, таму ќе се лоцира зеолитот како абсорбент, кој држи
влага, бидејќи имаме многу проблем со влагата и со врнежите од дожд и сушење на калемите. Затоа нашата препорака е секогаш да се консултирате со стручно лице, а ние сме секогаш на располагање без никаква надокнада да добиете напатствие што во кое време треба да се предземе. Ние за денес имавме толку. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Успеавме да направиме една ретроспектива на она се што се случува во овој наш аграр со вистински факти. Затоа јас ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.